Значи може. Може? Еве, значи кажете ми, дали е ова ваше прво режисерско остварување во Куманово, во театарот Куманово? Да, ова е моја прва режија во Куманово. Претходно имав едно гостување со Звукот на куските што се кршат пред 2-3 години, ама као представа премиерна, ова ми е прва представа во Куманово. Какво беше искуството? Многу динамично и интензивно и што е збор лудо. Еве, кажете ми нешто повеќе конкретно за представата. Кога ќе се одржи, кој настапува и слично? Представата има премиера утре, значи тоа е вторник на 14 од 8. Има реприза во среда, исто така од 8. Во представата игра ансамбл од театарот што е во Куманово. Мартин Лазаревски, Александра Михајловска, Сашка Пишевска, Јасмина Василева, Нина Максимова, Кети, Гиле, Марко Трајковиќ. Ако забораваш некој ќе се убијам, Јасмина. Да. И еве, зошто од сите текстови, од сите автори баш Мајкл Флейн и зад кулисите? Бев во големо искушение во однос на жанрот комедија. Затоа што мислам дека е многу сериозен жанр на кој што треба му се приде со многу голема дисциплина. И ме интересираше како ќе биде, и го одбрав зад кулисите, затоа што сакав да раскажам не само приказната што е во текстот е само некаква рамка, него све она што се дешава што е позади кулиси, у смисла на не само тоа што е позади сцена која спремато не представа, него кај ни внатре, кои работи би сакале да ги направат, а не ги направиле, кои ликови би сакале да ги изиграат, а не ги изиграле, какви сцени би сакале да прават, така. Во самата представа има уствари менување на жанрови. Она почиња како комедија, па има една транзиција, по нешто друго, па завршува како нешто трето. Така доста е слоевита, така рекоа некој што гледа. Ене, онаа замисла што имаше пред да ја поставиш представата, колку ти се исполни за као финален продукт? Мислам дека тоа ќе го знам дури на премиерата, затоа што вие се денови, например, кога се местат полека работите и гледаш како стварно легнале. Но можам да кажам дека во поголемиот дел, затоа што има турбулентна кога се препредстава, тоа све е виша сила. Можам да кажам дека се остана доследно на концептот за кој што дојдов да го направам. Името и презимете? Билјана Радиновска.